Со рестилизирањето на витара дојдене и новиот 48 волтен умерен хибрид. Но да почнеме со изгледот. Витара секогаш имала теренска вокација и таа е сега задржана, но како што гледате има анахрони, но и модерни цитати. Целата конструкција е теренска, како и на предниот, така и на задниот дел. Па погледнете како делува позади. Особено ова светло, како да е багер. Што се однесува до гепекот, во него има доволно простор за да се сместат доста работи во внатрешноста. Исто така има доволно простор и на задната клупа, но вистинската убавина, односно вистинскиот квалитет на витарата е на возачкото седиште. Во внатрешноста има одличен простор. Возачот е окружен со класични инструменти, но не можам да кажам дека опременоста и дизајнот е анахрон, но ни дека е модерен. Она што не ми се допаѓа кај Сузуки е тврдоглавоста, а тоа е, погледнете ги овие прекинувачи овде. Со нив се менуваат километражата, како и борд компјутерот, а тоа е сосема старо и непријатно решение. Она што е добро, тоа е дисплеот во боја осетлив на допир. На него можете да ја контролирате навигацијата, како и останатите конективни технологии. Ми се допаѓа и овој горен момент на аналоген часовник, а не ми се допаѓа, гледајте, тоа е оваа груба пластика. Горе има мека пластика. Ова е убав моден детаљ, но долниот дел на пластиката е доста тврд. Тоа се првите впечатоци за изгледот на витара. Да видиме како се однесува во возење. Предноста на рестилизираната витара се гледа во незиниот погон. Како и сите модели на овој јапонски производител, и витарата е опремена со умерен хибрид, систем со 48 волти. Тоа значи дека има и електромотор кој во одредена мерка го подпомага работењето на бензинецот. Испод каубата имаме 1,4 литарски турбо бензинец со 129 коњски сили, а на самиот менувач монтиран е електромотор кој дава уште 13 коњски сили. Тој е доволен за да ви даде малку повеќе сила во оние моменти кога ви е потребно. Сепак, овој модел е опремен со погон на предните тркала, па неговата главна намена и неговото димензионирање е за асфалт. А на асфалтот, иако има високо тежиште, витарата се однесува сосема суверено. Лесно се управува, ги нема оние типични навалувања за возила со високо тежиште, а се забележува на нерамен пат дека подпирањето е доста меко. Не викам дека не е добро, туку само дека е меко. Работното место на возачот е сосема добро и не ги чувствува микровибрациите кои доаѓаат од подвозието. Престојот во внатрешноста е пријатен и не можам да најдам поголеми замерки, осим во некои решенија кои ги спомнав на почетокот. А тоа е
одредени пластични површини не се на нивото кое би требало да бидат. Умерениот хибриден систем има две функции. Првата е да биде економичен и се разбира со економичноста да ја намали емисијата на издувни гасови. Јас забележав просечна потрошувачка од 7,2 литри во комбинирани услови на возење, што е сосема во ред доколку се земе во предвид високата контура и поголемиот отпор на воздух на каросеријата. Може би со изведбата со погон на сите тркала ќе биде поголема потрошувачката, но оваа е сосема добра. 7,2 литри, што е за похвалба. Сузуки Витара со хибридниот систем чини 21.500 евра, но можете поради акцијата да ја набавите за 1.500 евра помалку. Што се добива за тие пари? Навистина еден долг список на безбедностна опрема, конективност и 5-годишна гаранција. Сузуки со своите атрибути е возило кое треба да се земе во сериозен предвид, особено Витарата кога станува збор за спортско корисните возила. Управувањето е прецизно, добро, агилноста е токму онаква каква што може да се очекува од 1,4 литрен турбаш и од вкупна сила од 142 конски сили. Не велам дека Витарата е перфектен автомобил. Напротив, таа има и своји недостатоци, но како и да е, ова е сосема солидно возило кое вреди за вложените пари. Ви благодарам на вниманието и се гледаме следната недела. Останете во добро расположение и се разбира во добро здравје. До гледање.